И други плодови на летото и есента се конзервираат за преку зимата. Нашата прошетка ја продолжуваме низ погоните на фабриката за конзерви. Во пространиот двор се наредени многубројни пластични буриња. Тие очекуваат да бидат наполнети со зимница. И овде сретнавме ученици. Тие помагаат да се преработат што повеќе пиперки, можеби во вкусен ѓувеч или во тегли со оцетна киселина или како сечена салата со зачини. Но ние ќе му посветиме поголемо внимание на производството на доматно пире, концентрат од домати. Зрелите домати се наредени во големи дрвени сандаци. Еден транспортер ги позема сандаците и нивната содржина ја истура на една подвижна лента која ги носи на долготрајно капење со студена вода. Силните тушеви ќе ја исперат сета нечистотија. Неколку работнички се задолжени за инспекција. Тие ги фрлаат сите трули, нездрави зелени плодови. Следната производна фаза се вика грубо дробење. При пасирањето се издвојуваат семките и покожицата од доматите, а сокот оди во големи резервоари, каде од него се прави густа доматна маса концентрат. Пастеризирањето е нешто како потврда дека пирето е здраво и дека ќе има подолг живот во своите кутии, на рафтовите од продавниците и во домаќинствата. Полнењето се врши во лимени кутии и пластични буриња. Погледајте ја таа синхронизирана машинска игра. Полнење, затворење, ладење, пакување. Доматите се важни за правилна исхрана. Доматното пире ги заменува во зимските месеци. Ако на едно место живеат 225.000 кокошки кои речиси секојдневно носат јајца, тоа место се вика живинарска фарма. Кокошките се сместени во простории во кои редовно се одржува хигиената. Нивната исхрана се состои од концентрат од пченица, пченка и јачмен. За здравието на кокошките се грижи ветеринарен лекар и многу е важно да не е болна ниту една кокошка, зашто таа може да биде пренесувач на заразата и врз останатите. Интересно е нивното напојување со вода. Нема протечна вода, туку само некакви водоводни завршетоци слични на чешми кои се викаат нипли. Едноставно, кокошката ќе го допре својот клун до ниплата, при допирот ќе капне вода и жетта е изгасена. Работата на оваа фарма е речиси целосно автоматизирана. За скоро 250.000 кокошки се грижат само неколку работници. Секоја од овие кокошки несилки годишно ни подарува по 250 јајца, а нивната раса се вика LLS. Тие се француски хибрид и имаат жолта боја. Значи, човекот ги одгледува кокошките, ги храни и се грижи за нив.
Кокошките од своја страна нема остануваат должни. Секојдневно секоја од нив снесува по едно јајце, хранливо бело топче со тенка луска, а внатре жолчка и белка, кои издружени го забрзуваат растењето на децата. И пак една висока бројка, во оваа фарма годишно се произведуваат 50 милиони јајца. Кога сме веќе кај фармите, да посетиме уште една, краварската фарма во селото Пепелишта крај Неготино. Овде се одгледуваат 180 молзни крави, а секоја од нив е високомлечна, дава и по 12 литри млеко на ден. Телињата стари од 3 до 6 месеци живеат во посебни штали, така наречени јасли, и редовно ја добиваат својата храна, сено од луцерка и концентрат. Во големата штала, каде се сместени молзните крави, секое грло си има свое место. Тие вез ден го преживаат вкусното миризливо сено, а вимето натежнува од млеко. 2 пати на ден тие се молзат, а молзењето и собирањето на млекото е машинско. Млекото натаму се испраќа во Скопската млекарница, каде се пастеризира и пакува. Телињата стари до 40 дена уживаат посебна нега. Тие живеат во засебна штала, а во друштво со кравите, своите мајки. Тие како вистински разгалени бебиња се хранат со вештачко млеко, кое го добиваат преку цуцла. Погледајте и уверете се дека исхраната преку цуцла ним им се допаѓа. Гроздобе, ги гледам лозјата зрели, ветрот пијан ги ниша, или пак тоа берачките бели распеано весело дишат. Небото е студено, сино, крај патот жолте е трева и како пена од младо вино над сртот облак се крева. Прик вечер вревата молкне, сел негден шушкање меко и уште ќе слушнеш и како некого довикува некој.
Ги гледам лозјата зрели, ветрот пијан ги ниша. Или пак тоа берачките бели, распеано, весело дишат. Есен, лисјата капат ветер коси, есен златна студој носи. Грозје, круши јаболка, блештат сјај, есента му донесе на летото крај. Што прави септември? Септември ги наполни амбарите, ги натрупа кошарите, ги отвори училниците, ги собра учениците, ги испрети ластовиците, штрковите, преселниците и дувна со својата труба. Дрвја, совлечете руба, луѓе, пригответе зимница, мечки, влезете в скривница. Ете, мали пријатели, тоа беше нашата прошетка низ плантажите, фармите и погоните на еден земјоделски комбинат. Се надеваме, емисијава ви помогна да дознаете дека до сите спомнати производи не доаѓаме случајно, туку со смислено и планирано производство. Да, ова беше приказна за плодовите со двајца главни јунаци, жолтокосата убавица Есента и секојдневниот труд на луѓето.